Од кратката анализа која што ја направивме, генералниот заклучок е дека судот не е пристапен за лицата со попреченост. Охрабрувачки и позитивно е тоа што има изгледи за да се овозможи одреден степен на пристапност, особено за лица кои што имаат физичка попреченост, односно самиот суд е пристапен од надвор, има поставено пристапна рампа која што може да ја користат лица кои што имаат физичка попреченост и кои што се движат со инвалидска количка или друго ортопедско помагало. Но забелешката се однесува на тоа што таа пристапна рампа се наоѓа на службениот влез кои што го користат исклучиво судиите, судската администрација и другите вработени во судот, а на самиот главен влез од судската зграда нема пристапна рампа и не е пристапен, иако може да се адаптира, односно може да се стави, да кажеме, една мобилна пристапна рампа, бидејќи има едно-две скалила. Од друга страна, охрабрувачки исто така и тоа што судот има контакт лице за лица со попреченост, така што тоа лице заедно со асистенција на судската полиција може да ги спроведе лицата кои што користат инвалидска количка преку службениот влез. Сега главниот проблем останува тоа што ниту една судница во судот не е пристапна за лица со физичка попреченост, односно не може да се движат лица слободно кои што користат инвалидска количка или друго ортопедско помагало. Исто така нема ознаки на Брајево писмо за слепи лица и лица со оштетен вид за да може да слободно да се движат и да ги разпознават бројките, да кажеме, на судниците и каде се наоѓаат насоки кон истите. Исто така нема и тактилни патеки за лицата со оштетен вид и слепи лица за полесно движење. Така што сметаме дека има доста многу работа за да може да се зголеми тој процент, да кажеме, и степен на пристапност. Освен судот, таргет ви беше јавното обвинителство, извршителите, нотарските комори, адвокатските канцелари. Каква е состојбата и кај нив? Таму е уште позагрижувачка, особено извршителските и адвокатските канцелари. Многу голем е процентот на канцелариите на адвокатите и извршителите кои што не се пристапни, ги немат ниту основните минимална подготвеност за пристапност на лица со физичка попреченост, а речи се над 70% од нив се тотално непристапни, бидејќи се наоѓаат во згради кои што се накатови, кои што имаат многу скалила, немаат лифтови и така натаму. Многу мал е, речи се незначителен процентот на такви канцелари кои што се тотално пристапни. Од друга страна, нотарските канцеларии се извојуваат од нив. Тие се многу голем е процентот на нотарски канцеларии кои што се пристапни и сосем мал процент на нотарски канцеларии кај кои што треба мала интервенција за да бидат целосно пристапни, но охрабрувачки е тоа што немат тотално непристапни. Зборувам за лица со физичка попреченост, а што се однесува до другите, да ги кажеме, видови на попреченост, не се пристапни, односно нема ознаки на Брајево писмо, нема тактилни патеки за полесно движење на лица со оштетен вид и слепи лица. Исто така заборавив да кажем дека во Основен суд Струмица има судски регистар на толкувачи од и на знаковен јазик и тоа е, мислам, тоа и во самите процеси и закони е обврска. Иако располага тој регистар само со еден толкувач, сепак стои на располагање и се користи во судски постапки кога имаме лице кое што е глувонемо. Исто така има и, како што кажа, во самите процесни закони има процедури како судот постапува кога некое лице е глуво или немо, со пишување, има начини на испитување, но главниот проблем останува во тоа што тие со самата ограниченост на физичката пристапност, тоа повлекува и ограничен пристап и дискриминација во делот на користење на судските услуги.